Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани. Се пријавив за да побарам на дневниот ред да додадеме една точка, а тоа е предлог за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија. Пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз врз основа на барањата кои што ги достави Сојузот на синдикатите на Македонија до сите пратенички групи во собранието, поднесовме законски текст за минимална плата на 31.1.2026 година и со тоа е исполнет условот да точките кои што биле поднесени до крајот на минатиот месец бидат ставени на седница на оваа седница која што практично ние сега прва. Имаше одредени проблеми процедурални кои што мислам дека се разбравме и со председателот и со заменикот генерален секретар во собранието, бидејќи дополнувањето или повикувањето на членот деловникот дека треба да се поправи текстот на законот не значи повторно поднесување на тоа законско решение и од тие причини сметаме дека она што е барањето на синдикатите да се зголеми минималната плата во државата за отприлика 600 евра или во денарски износ од 36.960 денари е реална основа за ова барање, бидејќи има можности, и тоа стои во законскиот текст, од каде можеме да обезбедиме финансиски средства и да на соодветен начин се излезе во пресрет на работниците во Македонија. И тоа мислам дека го правиме со еден сериозен кредибилитет, бидејќи во моментите кога ние презедовме власта, 8.560 денари беше минималната плата која што ја затекнавме од тогашната влада на ВМРО-ДПМН. Кога заминавме од власт, таа беше 22.400 денари. И тоа е основата, на основа на која што сметаме дека повторно има и можност, меѓутоа само треба политичка волја да излеземе во пресрет на работниците во Македонија, да не ни се случуваат овие слики на блокада на парламентот, туку да бидеме свесни за луѓето и за потребите на граѓаните. Благодарам. Благодарам. Јас сум убеден дека знаете за што се работи точно. Овој предлог не можам да го ставам на гласање затоа што не е доставен до пратеници. Не може да се изјаснат пратениците околу овој предлог закон. Го вративме во доработка, тој е примен денеска повторно во архива, доработен и се надевам многу брзо ќе биде доставен до сите пратеници, па во наредната седница веднаш ќе имаме можност да го дополниме дневниот ред. Повелете процедурално Оливер Спасовски. Благодарам, председателе. Мислам дека не можете да имате двојни стандарди во однос на поднесување на законските текстови. Ако ги извадите стенограмите, ќе видите на колку седници ви реагирам дека не може и по 5 законски текстови кои што ги доставуваат до почетокот на седницата, меѓутоа само ако е предлогот од ВМРО-ДПМН. Ако од опозиција или од било кој друг, предлогот не може, и тука има процедури, а законот, односно деловникот во собрание е сосема јасен дека се поднесува до почетокот на седницата. Ние сме го поднеле на 30.1. На 31. е поднесен законскиот текст, вие баравте да се промени образложението. Тоа што било поднесено, а е прифатено, како што ми кажавте и сега, тогаш сметам дека со полно право овој текст, овој мој предлог треба да се стави на гласање и да се изјасни парламентот за тоа дали ќе биде на дневен ред или нема да биде на дневен ред. Не може кога вам ви одговара. Може да ставите на дневен ред и да гласате и да се повикувате на некакво слободно толкување и дека еве мнозинството го изгласало законскиот текст.
Еве сега нека биде исто така мнозинството дека не го изгласало законскиот текст или не сакате да има. Меѓутоа да немаме двојни стандарди. Заради потреба од договор барам час пауза.